Значи доаѓаат со симптоми на настинка, веднаш бараат антибиотик. Апелирам, значи меѓутоа има и доктори кои што попуштаат пред пациентите, им даваат антибиотик. Значи има во пракса, навистина е жално да ги треба да ги штедиме антибиотиците, а не да ги користиме за секаков инфект. Значи за вирусни инфекции не се користи антибиотик. Македонските граѓани се меѓу најголемите корисници на антибиотици во Европа. Само минатата 2022 година испиени се повеќе од 1.730.000 кутии со антибиотици, за кои потрошиле речиси 300 милиони денари. Тоа го покажуваат податоците на Фондот за здравствено осигурување според бројот на издадени рецепти. Но тој број е многу поголем, објаснува Никола Пановски, поранешен председател на Комисијата за рационална употреба на антибиотици. Као сама бројка таква која би била сосема солидна негде во просек на Европска унија, меѓутоа тоа се само лековите што се земаат на рецепт. Многу од антибиотиците се купуваат. Така да реалната бројка е околу 2,5 до 3 милиона. Со рецепти што одат без, што не се фондовски, особено тоа е случај со поевтините лекови што чинат 100 денара, 50 денара. Пановски вели дека во 90-тите години потрошувачката била двојно поголема. Сме успеале за 20 години, 25 да намалиме на 50%, целта е да се намали уште на половина, значи околу милион рецепти годишно би било така врвот што може да постигнеме, како што е во земите што најрационално и најразумно потребуваат антибиотици. Загрижува податокот од прекомерна употреба на антибиотици и кај најмладата популација. Не велиме не за антибиотици, меѓутоа таму каде што треба, каде што има докази дека давањето на антибиотици е потребно. Во повеќето случаи, за жал, факторите се повеќе на број, доаѓа до препишување, тоа е реалноста на антибиотици за кондиции кои што не побаруваат антибиотски третман. И ние сме тука да помогнеме, да им помогнеме на клиничарите полесно да се одлучат за некоја инфекција да не дадат антибиотик. Македонија по користењето на антибиотици е слична со земјите од регионот. Пановски вели дека во земјава и во Грција потрошувачката е поголема за 3 до 4 пати, на пример од Холандија или Финска. Го видовме примерот со ковидот, кога апсолутно неразумно се препишува лекови антибиотици кои врска нема со ковид и правеа само штета. Да ние сме земја меѓу првите во светот, за жал, што во болниците често пати не може да се најде да се погоди кој антибиотик би делувал и тоа влијае на подолго лекување, потешко оздравување, па и за жал и поголема смртност. Колку е земјата посиромашна, толку повеќе се даваат антибиотици. Проблемот е евидентиран и на европско тло. Во Финска, да речеме, сите овие имплементации, новие програми за освестување за рационално користење на антибиотиците дале некој резултат. За да се намали ваквата појава и во Македонија, потребна е едукација и укажување на овој проблем кој лекарите велат дека е мултифакторски. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.